тренировци и тогаш реализиравме настава. Само во домашни услови, кај што претежно беа вежби за истегнување, вежби за деформитети, вежби за сила, снага, али успеавме и тогаш да реализираме наставата што ни беше предвидена. Колку е важен спортот за здраво тело, здрав дух, како што велат? Ако сакаме интелектуално деца да бидат јаки, мора прво физички да бидат спремни во овие услови и пред тоа да го издржат тој цел напор. А тој напор се издржува само со физички спремни, затоа што со самото седење, со овие услови сега, децата може многу лесно да добијат деформитети, затоа што дома се може да стават килажа, кое што смета на све. Така. Затоа препорачувам што е можно повеќе да го користи слободното време надвор. Со игра, со прошетка, затоа што и такви ни се условите у Карпош, кај што имаме кеј, имаме патика, кај што може точаци, возење, ролери, пешачење, да се дружат, наместо да седат на компјутер да се допишуваат. Така. Може да излезат надвор во групи со другарчиња да прошетаат, да си што имаат, да си помогнат во учењето све. Така. Колку тимската игра е важна за социализација на децата. Спортските игри се најдобри за дружба, за социализација, затоа што имаме утакмици кај што се надпреваруваме со други школи, со други градови. Општина не има организирано меѓународни, кај што и се збратиме со други општини од Србија, од Босна, од Бугарија. Така. И многу ученици од овде има излезено што се врвни спортисти. Така. Не се фалиме, но вистина е дека Лазо Трповски не само по физичко и по други предмети има ученици кои знам дека тука имаш завршено и знаеш. Да. И јас добив награда, така да јас бев знам Германија. Град да земам награда. Така. Исто у спортот има многу успеси. Од тука имате излезено Предраг Самарџијски, Даре Велковски, Мартин, Даниловски, што ни почина, Бог да го прости. Исто тука е Столе Стојчевски, од помладиве Виктор Додевски, и сега овие што ги имам, генерации, исто има и тука талентирани, со тоа што овие услови не ни дозволија да имаме надпревари, општински, републички све, и затоа чекаме да дојде пролет, па ако помине ова пандемијата, да почнеме пак со тие надпревари, а за сето тоа што го вложуваат труд, самата општина има организирано наградни патувања во Београд, Грција, кампови, Претор, Охрид, со години уназад, тоа е традиција и плюс тоа најдобрите спортисти добиваат награда, стипендии, еднократни награди, све. Колку сега ги интересира овие најмалите спортот, основците, кон што покажуваат најмногу заинтересираност? Фудбалот, кошарката, одбојката? Имам и сега Брајан, што ми е, он е доби награда за најдобар атлетичар ова година во негова категорија. Имаме таленти и во фудбал, и во одбојка, и кошарка, и ракомет. Физкултурна сала се издава за клубови. Тука имаме одбојка, ракомет, бадминтон, фудбал, све. Така. Самите деца имаат интерес, покажуваат интерес и желни се да почнат само да има надпревари. Така. Бидејќи денес е 31 декември, што ќе им посакате на гледачите, што ќе си посакате, каде ќе прославите? На моите, ја викам моите деца, од моја школа и на сите, нека им е среќна нова година, право многу здравје да имаме, да се гледаме на 20 пак сите заедно, да помине ова пандемијата, може повеќе се дружиме. Исто, на сите гледачи им честитам нова година, здравје да имаат во 2022, овие 2 години да ги заборавиме, затоа што сите поминавме многу лоши работи, и фамилиарни, и соработи, и све, така да може само единствено да посакам здравје на сите, на вас, на моите деца, на колеги, исто и на мојот дом. Благодарам за одвоеното време, среќна нова и од тимот на Здраво Македонија. Исто и на вас, на цела екипа од Канал 5, на сите, да имате здравје, па да се гледаме и до година пак, да ни дојдете да снимам некоја емисија. Ке дојдеме. Како што кажав, има деца кои што навистина има таленти, успешни, талентирани. Ке дојдеме да ги следиме и поддржуваме. Па и на надпревари ќе дојдете. И на надпревари ќе дојдеме. Благодарам за одвоеното време. Пријатно. Пријатно и до вас. Ета го поздравуваме основното училиште Лазо Трповски, Роберт и Елена. Од тука се одјавуваме. Нека останат гледачите на оваа фреквенција последниот ден од новата година да изгледаат емисија.